господине Джафери, почитувани колеги пратеници, како и со многу работи кои што ги ветуваше Социјалдемократскиот сојуз, така и еве дојде ден да се соочи со ова ветување дека ќе ги стопира, ќе ги забрани финансирањето на медиумите од страна на државата, владата, јавните предпријатија, општините и така натаму. Што денеска е денот во кој што можеме слободно пред представниците на медиумите да кажеме тоа беше лага. Дали е добро или не е добро, дали требало да се финансираат медиуми или не требало да се финансираат медиуми во форма на кампањи, во форма на субвенции, во форма на поддршка или така натака, тоа е друга дискусија. И за тоа можеме многу да дискутираме и да имаме различни ставови кои што можеби не секогаш ќе бидат по линија на партиската припадност, туку може и внатре во партиските групи да имаме сосема различни ставови. Но факт е дека СДСМ се откаже од уште едно свое ветување дека нема да финансира медиуми преку државни пари. Овој закон и дозволува на владата над 50 милиони денари да ги подели на печатени медиуми. Сега, има неколку работи кои што се клучни. Прво, во законот не се внесени никакви критериуми по кои што ќе се поделат овие 50 милиони денари. Ни дали треба да бидат регистрирани како медиум или може да биде некој подлисток, дали се медиуми кои што се печатат на национално ниво или само на национално ниво, дали на национално ниво и локално ниво, поради тоа што има и весници кои што се издаваат во Битола, во Скопје, во најмала рак. Нема критериуми дали треба да има 1, 2, 5 вработени или да нема вработени. Нема критериуми дали треба да членуваат во некакво здружение на новинари вработените, било какво, било кое. Значи, само се вели, владата ќе ги подели парите врз основна програма, изготвена од министерот задолжен за отчетност. Министерот има слобода да состави програма каква што сака, по апсолутно субјективни критериуми, и владата таа програма да ја гласа или не, исто така по апсолутно субјективни критериуми. Постоењето на критериуми во законот, постоењето на критериуми во законите, општо, или процедури во законите, или воведувањето на колективни тела во одлуките, е со цел да се избегнат субјективните слабости на луѓето, кои што ги имаат сите. Затоа постои систем, затоа постојат закони, затоа постојат критериуми во законите. Кога не внесуваме систем и кога не внесуваме критериуми во законите, ние свесно дозволуваме субјективните слабости на луѓето кои што во тој момент се наоѓаат на одредена позиција да имаат клучна улога. Кој може од нас да потврди или да негира во една или во друга крајност дека тој и тој министер XY е подобар пријател со Тунтев, а полош пријател со Шехпаска. И тоа да му влие на неговата персонална одлука при утврдување на распоредот на висината на средствата кои што ќе се делат на медиуми. Никој. Затоа треба да има критериуми во закон. Тираж, дали е национален или локален медиум, број на вработени, број на страници испечатени, може некој има 100.000 тираж на 4 страни, може некој има 20.000 тираж на 32 страни. Понатаму се наметнува и друго прашање. Зошто само печатени медиуми? Може да има одговори на тоа прашање. Франција ги субвенционира своите печатени медиуми заради поддршка на францускиот јазик, например. Но ние немаме одговор за тоа прашање. Дали е тоа? Дали ќе се финансираат само медиуми на македонски јазик или ќе се финансираат и медиуми на албански, на турски, на влашки, на ромски, на бошњачки? Дали ќе се запази и тоа како уставна некоја обврска после Охридскиот рамковен договор? Зошто само печатени медиуми? Зошто не и електронски медиуми? Зошто не и медиуми на интернет? Има, например, во Македонија единствени медиуми кои што покриваат тема култура, како носечка тема на тој медиум, веќе се само на интернет просторот, нема печатени. Имаше на времето еден подлисток во Нова Македонија, повеќе нема медиум во Македонија кој што е печатен или или телевизија која што носечка тема и е култура, му е културата на медиумот. Такви има 2-3 веб портали. Зошто да не ги субвенционираме тие? Зошто ги субвенционираме само печатените медиуми? Никакви одговори. И јас овие прашања не ги поставувам
од аспект дека ќе добиам одговор, не очекувам дека ќе добиам одговор. Не очекувам заменик министерот за финансии да даде одговор на овие прашања. Можеби ќе ми даде дека запазени се законските рамки, Собранието веќе донесе ребаланс во кој што се утврдени овие средства, владата според овој закон ќе има надлежност да утврди програмата и ќе биде законски. Но дали етички, дали е морално и дали е во линија на политичките ветувања на Социјалдемократскиот сојуз, нема да даде одговор, заради тоа што Министерството за финансии не е надлежно да даде таков одговор. Од тој аспект, мислам дека ова е избрзано решение. Јас сакам да кажам принципиално. Останувам на ставот дека во ова време, во кое што настанува сериозна промена на медиумските правила, државата треба да помогне на медиумите, за да се запази транспарентност, демократичност, мултиполарност во медиумите, представа на све и така натака и така натака. Но, тоа мора да е, прво, со критериуми, со постапки, во тоа мора да е вклучен македонскиот парламент, во таква постапка мора да се вклучени еснавските здруженија, и од едната крајност и до другата крајност, и МАН и ЗНМ, во тоа мора да се вклучат медиумските асоциации, кои што постојат во Република Македонија, во тоа мора да се вклучат синдикатите на новинарите и така натаму. И тоа мора да е плод на една сериозна дебата, заради тоа што ние во ова собрание најмалку 20 пати сме дискутирале на оваа тема, но тогаш што се случуваше? Колегите од СДСМ напаѓаа за овие работи. Дојдовме во ситуација во која што некако заеднички рековме дека аве ќе нема финансирање на медиуми, но гледаме дека тоа не било вистина. Јас сакам принципиално да кажам, сум го имал тој став, го имам и денеска тој став. Државата треба да помогне на специфични медиуми. Дали тоа ќе биде во форма на субвенции или ќе биде во форма на друга можност за трансфер на средства, треба да се дискутира. Критериумите треба да се дискутираат, начините, и тоа треба да биде плод на транспарентна дебата, а не како споредна тема. Во закон за извршување на буџет внесувате преодна одредба, како вика онаа народната поговорка, без намера да навредам никого, да не се сетат власите. Ова е ко во закон за сточарство да внесете преодна одредба која што ќе се однесува на рудникот во Гевгели. Тоа го прави. Со надеж дека никој нема да го види, нема да ја види оваа одредба во законот. Што ќе се случи? Сега сме средина на ноември, овој закон ќе стапи во сила за 10 дена. Владата на некоја итна затворена брза седница таму негде средината на декември ќе донесе одлука како да се поделат тие 50 милиони врз основа на програма изготвена од еден министер, кој што не е ни ресорен министер, туку е министер без портфелј. Ќе се донесете таа одлука и до крајот на декември ќе исплатите 50 милиони без никакви критериуми на неколку печатени медиуми. Ова не е транспарентност и ова не е работа на владата и на собранието, кое што оди во линија на демократизација на општеството и демократизација на медиумите. Не би сакал да бидам малициозен, па да погодувам кои се тие медиуми кои што ќе ги добијат средствата, но верујте, воопшто нема да сгрешам ако ги кажам кои медиуми ќе ги добијат средствата. Нити дали треба да ги кажам, нити па дека ќе сгрешам кои ќе бидат точно медиумите. Може да сгрешам плюс-минус некое средство кое што ќе го префрлите, но горе-доле тие се 2-3 медиуми за кои што знаеме дека ќе ги добијат средствата од владата. За жал, собранието денеска во полуќутечка состојба ќе го аминува тоа и ќе му даде законска форма. Благодарам.